4 патнички возови, 3 домашни и 1 меѓународен, утринава беа приморани 2 часа да стојат на железничката станица во Велес. Причина за ова беа блокадите на вработените во фабриката за шински возила Колска. Велат ова единствениот начин да извршат притисок врз надлежните за исплата на заостанатите 5 плати. Трпението на вработените више дојде до граница на нула, што викаат. Ние остваривме средби со премиерот Заев, имавме обеќање. Остваривме средби и со министер Сугаревски, представници од влада, други што беа задолжени да се реши проблемов од текот на неколку дена што ги обеќаше премиерот Заев. Заедно со директорот на Македонски железници, ама не најдовме никакво решение. Еве 10-ти ден ние останавме, од кога разговаравме, 10-ти ден останавме без денар земено, што ни беа обеќани парите да се исплатат, со образложение дека директорот на Македонски железници Игор Коруновски кажува дека немал пари. Ние не бараме ништо од Игор Коруновски, бараме парите што сме ги изработиле за товарни патнички вагони да ни се исплатат. Тие се 6.300, 6,5 милиона денара недека, тие беа доволно средства за да земеме ние плата и пол. Жиросметката на фабриката е блокирана од управата за јавни приходи. Димитриев вели дека тоа не треба да биде пречка за исплата на личните доходи. Правено е договор да се преземат обврските македонски железници, да се ги преземе договорно, да се преземе обврските и да ни бидат исплатени плати директно на сметката на нас на вработените од страна на Македонски железници. Со образложение да се реши за трајно решавање на деблокирање на сметката и решавање на проблемот. Поради летните одмори, патничките возови беа полупразни, но и оние патници кои што беа во возовите имаа разбирање за проблемот на вработените во Велешка Колска. Секој сака да земе плата. Сасвим се во право, ама дали вака треба возевите да се заправи, ја не знам. Некој треба да оди на работа, а не може да чека. А луѓето се управо, си бараат. За 125 вработени во Колска подеднакво важно е да им се исплатат за останатите 5 плати, но и да се забрза процесот на припојување на фабриката со јавното претпријатие Македонски железници транспорт. Од синдикатот вела дека толку во текот на денешниот ден не им бидат исплатени бараните плати, тогаш блокадата на железничкиот сообраќај ќе продолжи утре, но овој пат 60 минути подолго или од 7 до 10 часот.